Во првите две емисии од циклусот за македонците муслимани имавте можност да се запознаете со исламизацијата на дел од македонското население за време на турско-османлиското владење во Македонија, како и со географската разместеност на областите и населбите со македонци муслимани, додека во оваа и во наредната емисија ќе зборуваме за нивниот етнички континуитет изразен низ македонскиот јазик и топонимијата на областите и селата во нив со селските места. Во оваа емисија ќе имаме можност да се познаеме со нивниот историографски, односно етнички континуитет на македонците муслимани, како македонци, како неделив дел од силите на македонскиот народ, а тоа се гледа не само низ зачуваниот убав македонски јазик, многобројните зачувани традиции, обреди, обичаи, песни и целокупниот фолклор и бит, туку и на зачуваните антропонимии, односно словенски, односно македонски топографски називи на населените места со македонци муслимани, на словенските, односно македонските називи на местата во атарот на населените места и воопште на другите антропогеографски објекти изградени пред исламскиот период и после тоа. Многобројни рушевини од цркви, манастири, мостови и така натаму од пред исламскиот период, кои се до ден денеска зачувани и имаат оригинална македонска топонимија. Сето тоа говори за тој етнички македонски континуитет на оваа исламизирано македонско население, без разлика каде тоа денеска живее, дали во рамките на Социјалистичка република Македонија или надвор од незините граници. Ние имаме можност низ нашите испитувања да се запознаеме со исламизирани македонци, со нивните оригинални топографски македонски називи, со нивниот најзачуван македонски јазик и говор, и песна, и фолклор, и надвор од нашите граници, а тоа е карактеристично за областа Гора, на северните падини на Шар планина и Коритник, во општината Драгаш, во САП Косово, каде што македонскиот јазик се чува љубоморно, оној стар словено-црковен македонски јазик кој се пренесува од поколение на поколение и од генерации на генерации. Заедно со другите словено-антропографски објекти, имиња оригинални на тие местности, во атарот на тие села, говори недвосмислено за етничкиот континуитет на тоа население како исламизирано македонско население. Не викајте ме торбеш, зашто звездите ќе ми изгаснат во очиве и ќе се исцедат како солзи на доанче. Не викајте ме торбеш, зашто сонцето пци ќе ми го излокаат и кобили со врели копита градиве ќе ми ги здробат. Не викајте ме торбеш, зашто ќе ми пресушат потоците во жиливе, а утробава одрана кожа ќе ми се стори. Не велете ни торбеш, зашто кринов цвет ни вовирате во мишките суви, што ги притајуваме со болка и надеж и вера во секое наше утре. Не велете ни торбеш, зашто млекото ќе им се пресуши на момите наши со заруменети образи, а на ергените красти ќе им ги исконат кожите. Не велете ни торбеш и не вовирајте ни ногти во мозокот, нас не ќе не сотре безименоста. Имињата на селата најчесто се македонски и носат називи било по основачот или географските особини, или по фауната и флората. Јас сум Абдула Оџевски од село Жировница, работам во основното училиште Маршал Тито. Инаку Жировница ви е познато дека се вика и Жарнаница или пак како некои ја викаат Жорноница. Познато ми е од постари луѓе дека тоа име и доаѓа од таму што во ова село течат две рекички кои што овозможиле во тоа време да се изградат повеќе воденици на нив и валавици. Меѓутоа воденицата има еден свој дел кој што старословенски се вика Жорно. И оттаму поради тој дел, поради мноштво на воденици, е речено дека
Жорноница, после се преиначило во Жарнаница и дури денеска го има името Жировница. Интересно е и тоа што во Жировница имаме местности кои што се уште го задржале она старото име и покрај тоа што сега не живеат македонци христијани. Така е, например, местото Поповци, местото Накрстец, Манастир, а имаме и Мала во кој што луѓето живеат и ги прифаќаат дури како своји презимиња. Таков е случајот со Картовски, Гулески, Казовски, Оџески, Пајковски и ред така. Ги имаме и во Мечкаровски, што навистина зборуваат за тоа дека во ова село некогаш живееле и христијани. Јас сум Адем Тафиловски од село Лабуништа. Село Лабуништа е смесено во подножјето на планината Јабланица. Ова село е населено овдека некаде во 16-тиот, 17-тиот век и исламизацијата почнува во 17-тиот и 18-тиот век. Името Лабуништа го добила од старословенскиот збор Лабин, што значи тврдина. Во близината на Лабуништа има една краста која се вика Кале и денес. Тука имало порано населено место. Во атерот на Лабуништа имаме повеќе топографски имиња. Тоа се Голем извор, Кропец, Зејгозец, Пешкојци, Каменици, Горни Красје, Долни Красје, потоа имаме Лазишта, Златарец, Гавранов камен, Плоча, Џупани, Стрижак. Интересна е легендата за имињата на селата Голем и Мал Папрадник во Долна Жупа Деварско. Досега се сметаше дека имињата потекнуваат од растението папрат и потоа папрадник. Меѓутоа, местните жители имаат поинакво мислење за кое посочуваат материјални докази. За двете села, Мал и Голем Папрадник, постои една легенда за која кажува дека во близината на двете села се наоѓал еден манастир кој се викал Калуѓарица и тука излегувале свештени лица попови и тие се распределувале во двете села. Поголемите со чинно оделе во селото Голем Папрадник и порано тоа се викало Големо Попраници. Поради тоа што оделе тамо поголемите попови. Додека во Мал Папрадник оделе помалите со чин попови и затоа се вика Мал Папрадник. Во близината на Голем и Мал Папрадник се наоѓа селото Броштица, кое што го добило името од тревата брошта, која што се мелела и се користела за лечење на разни болести. Доста интересна топонимијата на двете горански села, на падините на Шара Тетовско, селата Урвич и Јеловјане, населени со македонски муслимани по потекло од областа Гора, како горанска субгрупа во Македонија. Нашите места овде во село се прво овде Богорица на ред, затим Ограѓе, Брег, Калуѓери, Големањива, Орашке, Филиповско, Желковица, Лозје, Крст, Бристренец, Листоец, Орлоец, Топилишта. Идеме в Белотук, Свратој, Довње Рамишта, Горње Рамишта, Орлов камењ, Минариња, Буновец, Пеш, Султаница, меѓу две реке, Млечни рупе, понагоре Длъгбигор, ош понагоре Равништа, Титове, Титовр и тие се други нема. Јас сум Невзат Скендеровски, живеам во село Јеловјане.
Како жител на село Јоловјане, јас сум потекло од Каматиконско кабиле. Јас ќе зборувам за познатите места во село Јоловјане кои се. Такви се местата Солишта, Лазење, Високачешма, Черњој, Уливерица, после нагоре има Гуедарник, Ливаѓишта, Поповдов и други безброј места во село Јоловјане кои се среќаваат од напрешно време, на пример Лазење, Почивало, овдека Здоблје, Белеводе и други места во село Јоловјане кои може да се сретнат. Село Јоловјане е поделено на појчи мала нашето село. Малата се вика наше мало е Бакулановско, Челоско, Крлеско, Лажоско, Шеќероско, Урановско, Каматникоско, Долно мало. Облак дојде и сенга донесе, облак дојде и сенга донесе, да засвени двора и руждине, да засвени двора и руждине, што лета најена јеребица, што једеј кој од рода што бегаш, ја те бегам како не те бегам, род ме вика Билка Пенурика, нисам Билка, нисам Пенурика, таја им сам топала и висока, иште мало да сам поширока. Во општината Македонски Брод, во сливот на Треска, се наоѓаат две села со исламизирани македонци. Тоа се Пласница и Преглово, кои имаат чисто македонска топонимија. Јас се викам Алија Алиовски од село Пласница, општина Македонски Брод. Во нашето село живеат население македонски муслимани и бројот 2000 до 2300 становника. Исто така во овај број спаѓат имаме и чисто православни македонци, едно 7-8 куќи. Меѓутоа, тие скоро се иселени, останале сосема мало нешто, старите луѓе. Нашето село е распределено на 6 мала, и тоа Мемицовско, Мутеско, Муставовско, Метовско, Карамишовско и Новата населба. Децата наши, каде што имаме наша школа, осмолетка, учат исклучиво на чисто македонски јазик. По карактеристични негови места во нашето село, кои покажуваат нормално од легендата, од митот и така натака, и денеска така ги викаме, имат, например, над село еврејски гробишта. Подолу, кој ќе следеш некој место, така пошироко Калејца. Онда имаме подолу, под селото имаме по карактеристично манастиришта. Јас се викам Латифовски Ќемел, од село Пласница. Живеам во село Пласница, порано сум бил на работа, а сега сум пензионер. Ова место каде што се наоѓаме се вика Сред село. Другите местности ми се познати дека се вика Пласнички лаг. Тоа е лаговно место кое се обработила. Се наоѓа до реката Треска, ширум горе до Иџишта и граниче со дворци на реонот. Другите места, по него тие места се вика Калдрма и таа се наоѓа на
Атарот и Преглово и Пласница. Потоа имаме Аджица. Нагоре под гробишта од атарите. И горе веќе под селата се вика кај црква. Тука имаме Ристијанска црква. Пив, звано место, Ограѓе, нагоре Коблине. Имаме и Рамништа атар. Имаме Црешна чука. Имаме Коларница. Тоа е орманско место. Имаме горе Бугоројца. Звано место. Орлик, Ржиште, Којчинец, Блато. Јас сум Максут Салифовски од село Преглово, кое селото Преглово има околу 1100 жители. Во целост е населението македонци и муслимани. Децата учат на мајчин македонски јазик. Селото е поделено на 3 мала, на 4 мала. Тоа е од една страна Пироско мало, од друга страна Мемишовско, имаме Јусуфовско и Амчовско мало. Имаме стари словенски прекари на фамилии, например, како Толевци. Други горе имаме позначајни места, Бојкоарев, имаме Стрмоштица, Азизова чешма и така натака. Од областа Голобардо, југозападно од Дебар, во нашава земја се наоѓаат само 2 села, Джепиште и Отишани, населени со исламизирани македонци. За нивниот етнички континуитет, низ називите на местата во атарот на селата, зборуваат двајца наши соговорници. Се викам Бајрамовски Фарис, наставник вработен во подрачното основно училиште Братство единство село Джепиште. Во нашето училиште се школуваат околу 195 деца, и тоа на мајчин македонски наставен јазик. Населението кое што живее во овие 2 села Отишани и Джепиште, 95% го сочинуваат македонци муслимани. Покрај нашите 2 села, со македонци муслимани населени се уште 16 други села, кои што припаѓаат на групата Голо Брдо, а денес тие села се наоѓаат во соседна Албанија. Во нашето село има имиња на места од словенско потекло, еве некој од нив. Краста, Старо Гумно, Подцрков, Гледалец, Ѓуров Кутел, Ѓуро Брдо, Петковци, Варковци, Џиновци. Ови места се наши познати кои си имале своје значење. Се организирале разни средби по повод денови, празници. Еве имиња и на малите. Горно Отишани, Долно Отишани, Джепиште, Варковци, Петковци и така натаму. Во атарот на селото Джепиште, како највака места се Параспур, Рамниште, Равна гора, онда имаме таму према Дебар Стара Кула, па имаме Равен, имаме Умиште. Во сите 12 населби со македонци муслимани во Долна река, по долината на Радика, називите на селата се словенски, односно македонски, а и топонимијата во нив, која љубоморно се чува непроменета од предисламскиот период. Нашите соговорници од селата Јанче, Присојница и Аџиевци најубаво зборуваат за тоа.
се викам Суловски Јасан, од село Јанче, по националност македонец муслиман, мислам. Во селото живееме македонци муслимани и македонци православни. Селото е поделено на повише мала, и тоа Сарџовци, Билаловци, Марковци, Поповци и така натаму. Ватарот на селото постојат места со задржани словенски имена. И тоа се Поцрков, Песогорица, Смедојца, Свети Илија, Накрст и Света Петка и така натама, мислам. Другари, јас се викам Рифат Муратовски, родом од Присојница, а моментално живеам во Аџиевци, иначе позната ми е историјата на Присојница, како село тука роден. Присојница е во подножјето на планината Крчин, а самото име го добило како име Присојница, односно Приосојница било порано, па тоа со изменување така на поколање дошло као Присојница. Тоа е село од 370 члена, моментално сега, иначе сите муслимани македонци, со македонски мајчин јазик зборуваме и тоа било вака дан како постои тоа село, јазикот му е тој мајчин јазик. Иначе богато е вака на поглед, поготово од реката Радика, долината надолу која води и патот, јавниот пат, има панорама убава во која што малце оддалечено од јавниот пат и од реката, али сепак местата така го красат, разбираш, одола како да ви ги наречам од Радиката патот нагоре, па води поле, така наречено, па горно поле, онда доаѓаме вамо, разбираш, Наспелџи, Тумба, Гигоици, онда идеме понатамо во Гродиште, Угариште, во Ограѓе, под Ограѓе, тие места така наречени, и се ближеме горе се до близината на селото на Топила, на Лениште, влегаме у село, од вамо десниот крај Голем Камен, така наречен, и тоа е неколку на 3 мала поделено. Асановци, Рамчевци, Демировци, кој што денеска постои тамо е и џамијата, а теа место порано викано како Нацрков, место од пораношните имена, рецимо така наследени. Иначе, десно од нас е селото Скудриње, што граничеме со Осој, така наречен, и некоја стара кала, разбираш, тамо која што постои меѓу селата Присојница и Скудриње. Таа кала со изреци сме и наследили, рецимо, тие знаења. Римска уште била, разбираш, таа калата, врло богата во теја време, а изнад калата местото се вика тамо Влазишта, а изнад него Пазариште. Значи, некогаш сме слушали од старите, во тоа време пазар се правило, разбираш, на овие села, рецимо, на низинава по Радика, рецимо, и овие села од Порадика. Пазариште. С тиме од туе навамо доаѓа млаката тамо, свепак до Медис, што граничеме, рецимо, со селото суседно Аџиевци од левата страна. Во Аџиевци панорамата е многу добра, се најдува изнад реката Радика, а испод Крчин горе. Местата во Аџиевци кои засега се наречуваат и народот ги вика, ги имаме следниве: Жабишта, Наливада, Подгробишта, Попраишта, Козја нива, Казјанива ја викаме ние. Понатамо изнад селото се вика Орешец, имаме Мерис, место каде го викаме, и така натамо. Во наредната емисија за етничкиот континуитет на македонците муслимани ќе имате можност да се запознаете со македонската топонимија од другите области и населени места со исламизирани македонци во нашава република.